Уште со јавната презентација на избирачкиот список, граѓаните детектираа многу недоследности, упатија до ДИК нешто помалку од 7000 приговори. Проверката на избирачкиот список од страна на експертскиот тим пронајде околу 330.000 неконзистентни гласачи, од кои околу 200.000 ќе се проверуваат. 100.000 со административна, 100.000 со теренска проверка. Ова отвори голем број на прашања кај граѓаните, меѓу кои прашањето дали ќе се прочисти избирачкиот список за да се стигне навреме да се одржат изборите на 5 јуни. На моје огромно задоволство, вечерва во студиото имаме многу граѓани, вечерва одговараме на нивните прашања. Нова тема во новата Отворено. Дали Македонија еден месец по одложувањето е подготвена за слободни, фер и кредибилни избори на 5 јуни? Колку спорни гласачи открив крстената проверка на податоците и зошто ДИК реши дополнително да проверува? Кога ќе почнат теренските проверки и како тие би изгледале? Како ќе се исправат грешките во избирачкиот список што ги пријавија граѓаните? Има ли доволно време до 7 април да се завршат сите обврски? Значи, зборуваме за избирачкиот список, имаме луѓе кои се најкомпетентни да го објаснат сето ова што се случува. Гости вечерва во Отворено се господинот Субхи Јакупи, член на Државната изборна комисија како представник на ДУИ. Добро вечер и добро дојдовте во Отворено. Добро вечер. Господинот Дамјан Манчевски, подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Добро вечер и до вас. Добро вечер. Дарко Алексов, извршен директор на граѓанската асоциација МОЗ. Добро вечер и добро дојдовте. И доцент доктор Драги Рашковски, правен факултет Јустинијан I, Скопје. Добро вечер. Стручниот аспект на анализата исто така ќе биде покриен добри од страна на вечерва на нашиот професор. Имам обврска пред гледачите и пред нашите граѓани овде во студиото, кои исто така ги поздравувам. Да кажам дека беше поканет и член на ДИК од ВМРО-ДПМН, меѓутоа не беше во можност вечерва да присуствува. Почнуваме со дискусијата околу избирачкиот список. Најнапред да погледнеме што покажа извештајот на Државната изборна комисија од крстената анализа, кој беше усвоен во саботата вечерта. Значи, неконзистентни вкупно 330.549 гласачи, теренска проверка 100.436 гласачи, административна проверка 98.696 гласачи, не се проверуваат 124.072 гласачи. Во овие 100.000 гласачи, граѓани кои подлежат на теренска проверка, повеќе од половината заведени се како сомнителни дека живеат повеќе од 20 гласачи на иста адреса. Според она што го пишува во извештајот, ќе се проверуваат 1830 куќи, 5641 стан, над 11.000 по основ за сомнеж за издадени лични карти. Административно се проверуваат приближно 36.000 лица, од кои 4.000 се водат како починати. Значи сега ќе се проверува уште еднаш во книгата за матична евиденција. Фигурираат на избирачкиот список како гласачи. За речиси 63.000 лица по основ на издадени лични карти, ДИК се договори да направи административна проверка, а потоа дополнително и теренска доколку се утврди потреба за тоа. На нова седница на ДИК се одлучува како ќе се постапува со уште 7.345 гласачи кои не се распоредени по избирачки места и имаат неспорно гласачко право. Не се проверуваат 124.027 гласачи сместени под категорија лица државјани на Република Македонија за кои постои сомневање дека се на привремена работа и престој во странство. Тоа е тоа што го покажуваат податоците кои што ги покажува извештајот кој е усвоен од ДИК. Првото прашање е дали врз основа на овој извештај и на административните и теренски проверки кои беше најавено да ги почнат да делава, ќе ни кажете вие кога ќе почнат, дали врз основа на сето тоа може да се дојде до прочистен избирачки список во кој ќе имаат довреба сите граѓани? Господин Јакупи. Па јас ќе давам одговорот дека е да, затоа што за прв пат во Република Македонија се прави една ваква анализа со измените и дополнувањето на изборниот законник, му се дава на повеќе ингеренции на Државната изборна комисија за ажурирање на истиот и токму 3 одредби кои ни помагат за да дојдеме до точен избирачки список.
Тоа е прво со методологиите кои ги усвоивме, со согласност на 4 политички партии, со која се предвидува детално како треба се врши ажурирање на избирачкиот список и потоа со методологијата за запишување, дополнување и бришење на истите. И исто така за прв пат се дава можност со одредбата од изборниот законник за апликацијата која е во јавноста со точно име, презиме, адреса со која прв пат граѓаните на Република Македонија може да проверат себе си, може да проверат за фамилијата, може да проверат за сите тие што мислат дека може да проверат и да прават и анализи врз основа на кои се запишени, кои се запишени, во кој гласачко место гласат. Но веќе е прилично комплицирана постапка, а она што е прво прашање околу кое постојат несогласувања, тоа се овие 124.027 гласачи за кои што нема да има проверка. Можете ли да ни објасните зошто малку поконкретно? Добро, вие знаете дека, како што рековте и во вашиот извештај, што опфативте, значи, прво извештајот дадено со предлог на IT експертите кои работеле на тоа, со нашите препораки, со усвоените овие прашалници, со кои дојде и до резултат. Знаеме дека сите очекувавме, тоа е многу, 2 месеци што работат на тоа, и овој извештај што произлезе со точни бројки, значи од вкрстени податоци од 10 разни институции со база на податоци кои постојат. Мора да признавам дека имаше проблеми во тоа, бидејќи тие бази на податоци не беа конзистентно на тоа што треба да се прави анализата, со која многу време изгубиле и нашите IT експертите, со тоа што прво требаше валоризација на истите, стандардизација на истите и така натаму. Така да ние бевме трпеливи за да може Државната изборна комисија да му дава можноста на тие IT експертите да ја произлегуваат со реални, точни бројки од вкрстените податоци, а не само отнемање време да ни дават погрешни податоци. Така да и како што сите граѓани очекувале и ние како Државна изборна комисија, значи кога тие беа подготвени, тогаш веќе и тој извештај беше на расправа на Државната изборна комисија на отворена седница. Добро, и влегува во неконзистентни 330.000, 124 не подлежуваат на проверка, зошто? Сега јас не се неконзистентни толку, се негде до 200.058, бидејќи има 100.436 кои го утврдивме како Државна изборна комисија да се оди и на терен, врз основа на членот 9 од правилникот методологијата за ажурирање на избирачкиот список. Негде на 98.000 кои административно ќе се проверат во матична евиденција и во Министерство за внатрешни работи, додека за 62.837 овие одат и на МВР и во матична евиденција, со кои да не ги додаваме или издаваме, бидејќи тие се за исти, меѓутоа одат на двете институции, кои ние како записи, значи и со 100.436 кои треба да одиме на терен и над 98.000 кои треба да правиме административна проверка, тоа значи скоро 200.000 со кои треба да дојдеме до точноста на податоците и на овие граѓани, за да можеме потоа да проследиме начинот со кој треба пак Државната изборна комисија да ги следи сите тие записи, за да можеме на крај да донесе соодветна одлука и тогаш ќе излеземе со конечната бројка кои се гласачи што треба да бидат во избирачки список и кои ќе бидат бришени од избирачкиот список. Но во текот на дискусијата сигурно ќе имате простор. Значи, кратко ја отвараме емисијата со ова прашање, значи дали овој извештај, теренските административни проверки ќе доведат до избирачки список во кој ќе може да има доверба сите граѓани? Клучното прашање е токму тоа. Граѓаните мораат да имаат доверба во избирачкиот список. Доколку Државната изборна комисија испраќа ваков вид на мешани пораки,
кој што најпрвен во извештај кој што самата го усвоила, утврдува одредени прашања и критериуми за кои што смета дека може бидат предмет на понатамошни проверки или дека тоа се сомнителни граѓани гласачи во избирачкиот список, а потоа вика нема потреба да се проверуваат дел од нив што излегуваат како сомнителни од споредбите на базите на податоци, тоа е тоа што влева дополнителна збунетост и недоверба кај граѓаните. И затоа сметам дека она што го направи ДИК на минатата седница не беше конзистентно на самата себе. Дека операцијата апсолутно не е така едноставна, токму го кажа и самиот господин Јакупи сега кој што рече дека 2 месеца работеле IT експертите. И навистина сега ме чуди, ова е сосема спротивно на оно што го слушавме долго време и од представниците на ДПМН и од представниците на ДУИ, дека споредбите на базија податоци ќе завршат за неколку дена, за 2 недели и бевме под притисок да се оди на 24 април на избори. Излезе дека апсолутно не е така едноставно и дека тоа апсолутно беше на класична манипулација на граѓаните. Она што ние бараме вашите е проверка представници на излегоа кога се гласаше за овие 124 или спорне, меѓутоа процесот не го напуштат. Ние бараме и понатаму Државната изборна комисија, денеска јавно се обративме до неа, да даде објаснување како мисли да го провери статусот на овие 124.720 граѓани. Не мисли, Значи, тие нема да се проверуваат. Во ред на Државната изборна комисија треба да даде објаснување на граѓаните. Што се оваа категорија на гласачи? Каде се во моментов? Кој е нивниот статус? Ако во нивниот извештај, кој што тие прашањата сите што се проверуваа го усвоија со консензус, сите 9 члена гласа за, поставиле прашање во кое што се гледа, што се работи за ова прашање? Се работи за граѓани кои што најверојатно имаат напуштено државата, но не се одјавени од државата. Значи се граѓани кои што за жал поради оваа власт веќе масовно ја напуштаат државата. Но од никој не се оспорува дека имаат право да бидат во список. Апсолутно. И класична манипулација токму на владеачките ДПМН и ДУИ овие денови е дека ова се работи за некакво си етничко прашање на кое што одредени граѓани кои што се припадници на одредена етничка заедница треба да се бришат. Напротив, ако навистина се вака, граѓани кои што привремено се надвор од државата, ама не се одјавиле, тие имаат право на глас. Тие не треба да бидат избришани. Никој не смее да им го одземе нивното право на глас, но треба да бидат евидентирани во посебниот извод на избирачкиот список дека се едноставно моментално надвор од државата. Никој не сака ниту намерава да овој процес го претвори во ловење на кој е во државата, а кој не е во државата и дали се одјавил, тоа е сосема друга операција и не можеме да го обремениме овој процес со тоа. Но треба да ја погледнеме на вистината во очи и да не се плашиме од неа. 124.720 граѓани треба ДИК да даде одговор. Како мисли да ги провери? Теренски ли? Административно ли? Кој е ставот на ДИК за овие граѓани? Каде треба да бидат? Што треба со нив? Не може да остане прашањето да виси во воздухот, затоа што баш како што кажав на почетокот, праќа многу мешани пораки и збунетост кај граѓаните. Алексов. Нашиот став е јасен. Го поздравуваме целокупното работење на Државната изборна комисија по прашање на многу работи кои што за прв пат во Република Македонија представуваат еден класичен дисконтинуитет. До сега. Кога велам до сега, ќе започнам со одличната одлука граѓаните да може да се проверат на избирачкиот список и уште по важната, според нас, опција на интернет страницата на Државната изборна комисија граѓаните да може да пријават на интернет одредени сомнежи за одредени граѓани и записи во избирачкиот список што тие ги гледаат. Тоа што не девастира е моментот дека во еден ден со едно соопштение на полноќ таа опција на граѓаните им беше ускратена. Со едно штуро објаснување на кое што немаме ништо како follow-up. Значи, меѓутоа, добро е да кажеме дека се уште може да се пријавуваат недоставностите. Не, они може да се проверуваат и да се пријавуваат во подрачните единици на тоа е убаво да го кажем, бидејќи граѓаните голем дел мислат дека веќе немаат можност. Имено, исто така може да се јават на 080 080 080, значи бесплатната телефонска линија, со што ние ќе ги сервисираме и ќе ги поднесеме нивните приговори до Државната изборна комисија. Меѓутоа, тоа не е суштината. Суштината е дека без никакво објаснување и без никаква дополнителна информација дали тоа ќе продолжи, затоа што објаснувањето штуро беше дека има голем наплив на пријави и дека е потребно време да се изадминистрираат. Точниот број на пријави беше околу 5000 во официјалното соопштение, не го дознавме. Значи треба да го дознаеме точниот број, ако го имаме добро е да го знаеме. Да.
И да видиме до кај сте со администрирањето. Па ако се изадминистрирани, кога планирате повторно да им ја ставите на располагање на граѓаните таа опција? Затоа што во цела ова дебата што ја водиме, цело време се разговара за тоа дали една партија ќе има доверба, дали друга партија ќе даде ова, дали трета партија ќе се согласи со нешто. Кај се граѓаните у целава приказка? Значи, до тој момент стварно, и со сите работи што ги направија на ниво на ДИК, беше окей. Каде влагаме со вториот удар врз избирачкиот список. И сега, немојте да мислите дека ваквата одлука ги остава граѓаните рамнодушни. Да им се ускрати тоа право. Па зошто се ускратува правото? Така, нека и не е издржан приговорот. Или дојавата, или извештајот што го дава некој граѓанин. Вториот момент. Се работи, има притисок од јавноста, какви се бројките, што се, дали ќе биде, дали нема да биде. У вторникот искаче извештај и почнуваме со една рошомонијада и по медиуми, и по форуми и секаде. Толку илјади гласачи, волку илјади гласачи, таков е списокот, ваков е списокот. И како ќе градиме доверба во списокот? Видете, како институција, одговорна е Државната изборна комисија што процури овој документ во јавност. И зборувате за првата бројка, за првата верзија, што и да било, дали било драфт, дали било дали не е нивен документ, не знам, еве тука е господинот Јакупи, нека каже. Значи почнуваме со пумпање на јавноста за тоа, за тоа, за тоа, за тоа. И на крај доваѓаме во ситуација кога сега не можеме да слушнеме од господинот Јакупи за тие 124.000 гласачи. Значи, во ставот, во членот 9, најпрво да кажам дека, земајќи ги сите овие три параметри во предвид, само ќе прочитам на брзинка член 3 од правилникот, кој што вели: целта на овие проверки, статистички анализи и вкрстени проверки на податоци во избирачкиот список се дефинирање на степен на точност и проценти вид на евентуални грешки во содржината на податоците во избирачкиот список, идентификување на природата и причините на евентуалните грешки, ажурирање на списокот по службена должност и јакнење на довербата кај сите релевантни субјекти во квалитетот на избирачкиот список. Значи, веднаш ќе ви кажам, ниту една, освен оваа трета што е техничка, ниту една од овие цели до оваа прва фаза Државната изборна комисија не ги испорача. Токму поради овие три настани кои што ги кажав. Сега, тоа што мора да го знае јавноста, да не испаѓа дека напаѓам само заради напад и не знам како. Државната изборна комисија не е одговорна за овој квалитет на избирачкиот список. И тоа треба да е јасно на јавноста. И не може Државната изборна комисија да си земе на грб свој еден ваков товар, да не биде доволно транспарентна во овој процес и да ги штити другите институции во системот. Ние треба да разбереме еднаш за секогаш во Република Македонија дека треба да се концентрираме на процес и на систем. Ова е последица. Овие 330.000 граѓани кои што ги спомнуваме, а кои што се со консензус не изгласани, туку прифатени од сите членови на Државната изборна комисија како сомнителни записи, значи ве молам, тоа значи дека ние имаме сериозен проблем со системот. Имаме сериозен проблем со процесот. Самиот господин Јакупи пред малку кажа дека институциите не говорат на ист јазик. Кога го кажувам тоа, значи, во ваков еден формат, тоа значи дека една институција си има база што се ја води по еден ред и редослед, друга институција си има по друг, трета по трет, и они не може да разговараат еднакво. Треба да дојде некој од фелата, експерт, па да изгуби 2 недели на нормализација, валидизација и што и дае на податоците, за да може да направи податоците од различните институции да може да разговараат меѓу себе. За сега ви благодарам, ќе ги анализираме сите овие аспекти. Професора, кој е вашето мислење? Мене ми е многу мило што, за разлика од другите гости, сум малку порастоварен, бидејќи не морам да бранам колективни ставови, току ќе можам своје да го кажем, и бидејќи така и настапам како индивидуалец, и така и ме представивте, зашто ви благодарам. Значи, станува збор за илјадници луѓе, а како компарација за тоа што значи регуларен изборен процес,
да се навратиме на некои други муабети, беше дека заради еден глас се поништуваа и избирачки резултати, се прегласуваше и така натаму. Така да сега ние како нормално ние да имаме 120.000, па тоа што има 4.000 луѓе починати во избирачкиот список ни е многу нормално. Знаете, 4.000 не се ништо во однос на 124.000. Друга работа е ја не знам како се осеќаат овие IT експерти кои што ги ангажира, претпоставувам дека се осеќаат бедно, заради тоа што вас да ви дадат да работите една работа, не се 9, нека се 2 месеци, и наеднаш да целата ваша работа знаете дека е така и да биде премет на нечие освојување е иронија. У најмала рака да не речем безобразие. Бидејќи бројките се бројки, вие не може да бегате од нив и да кажете ние бројките не ги прифаќаме, туку ќе ги освојуваме. Замислете како тоа у реалниот свет би изгледало. Вие одите во ресторант, порачувате јадење, салата и пијалок и викате салатата и пијалокот ќе го платам, јадењето не го плаќам заради тоа што не го усвојувам. Еве, седнавме сите на маса што седиме друштвото и решивме не ви го усвојуваме јадењето. И него не ви го плаќаме. Тоа у буквален превод значи тоа. Овие 124.000 многу добро е поставено 16-то прашање кое што не го прифаќаат. Друга работа е зашто го нарачале тоа 16-то прашање, ако немале намера да ги прифаќаат резултатите од него. Во него вика државјани на Република Македонија кои што биле активни, а во последните неколку бази се неактивни гласачи, неактивни граѓани. Што значи неактивни? Тоа значи дека освен во базата на МВР ги нема во ниту една друга база. Значи, од 1 јули 2015. Е така, тие 124.000 лица ги нема никаде. Не се пријавува нити за фонд за здравство, го нема нити во пензиско, го нема. Ако ви има само на едно место, а ве нема во други, нека се запрша државата, чекате кај ни се луѓето, исчезнати ли се? Каде ни се 124.000 лица, ако нема трансакциона сметка, од што живее? Па нека се активира финансова полиција да провери дали има коруптивни скандали како овие луѓе живеат. Нека се активира Министерство за труд и социјала да иде да ги посети овие 124.000 да праша чекајте вие од што живеете, вие немате никакви трансакции, немате пензија, немате работа, ве нема никаде. Значи 124.000, благодарам за сега професоре, се повтори во сите дискусии, се враќаме на истото прашање. Токму така, малку да бидеме по конкретни за ова, бидејќи 22А прашалникот со 16-ката е многу слична со која што сакаме да откриеме од тоа. Не е само прашање да се прави, да се излезат бројки, дека со тие бројки треба Државната изборна комисија да ги бриши. Бидејќи не е така законот. Законот треба да видиме во избирачкиот список што сакаме да откриеме. Со прашањето 16 беше во група на прашања која веќе некако не беше местото таму кај треба да биде. И вика лице државјани на Република Македонија за кои постои сомневање дека се на привреме работа или престои во странство. Со таа прашање сите граѓани кои се привремена работа на странство, дали тие се над 3 месеци, тие сите граѓани имат право да бидат во избирачкиот список и тоа со која ни дават Министерство за внатрешни работи дека имат валидни документација, тоа дали патна исправа или лична карта. Врз основа на тие документи тие се запишуваат. И тоа е основата. Сега, ако го гледаме бројот 16, ова прашањето 16, да се идентификува записи во база на податоци на МВР, кои претходно биле активни, но повеќе не се активни. Ова го имаме во Тараба 1, со која вика, мора да ја читам пред јавноста да знаат што е ова, дека претходно активни записи кои веќе не се активни. Идентификување на избирачки список, на избирачи во избирачки список со кои, вика. Нема моментален статус на активно вработене во база на податоци од пензиски фонд, потоа во база на податоци невработено лице во база на Агенција за вработување, база на податоци на пензиски фонд, фонд на здравство и нема активна банкарска сметка на база на податоци на банките во трансакции од 1.7.2015 година.
И во некои од историски бази на податоци има најмалку еден запис. И тоа ги има најмалку во еден запис, додека сега, од 2009 кога е направена за овие бројка, и до 1.7.2015 година, со која, значи, имал некоја запис и ова пријавено и така натамо, или трансакциона сметка, сега после ова дата, зашто, како да го откриеме? Зашто не пушта пари тој од надвор, например? И сега што е спорно? Тука не е спорно. Бидејќи веќе тогаш треба да ги бришеме без основ Државната изборна комисија. Заради ова, не. Па тоа е, ние викаме дека не треба, кој граѓани не треба да биде во избирачки список. Овие се во избирачки список заради тоа што поседуваат лична карта, патна исправа и граѓани кои живеат надвор од земјата, тие имаат право да бидат во самиот избирачки список. Добро, ама за тоа се согласија сите присутни на таа седница на ТИК дека тие не треба да се избришат од избирачкиот список, туку кое е прашањето? Можете само да се каква проверка да направиме? Зашто сега не пуштат пари после 1.7.2015 година? Тоа сега. Да не го карикираме тоа. Во прашањето 22, тие се граѓани кои се поклопуваат и треба да се прави крстената податоци на тие, колку граѓани се исти се наоѓаат во двете бази. Имате и така. Така да, ова е прашање што Државната изборна комисија не е само да зема став со кој тие граѓани значи имат право да бидат во избирачки список и сега да направиме проверка заради тоа што не пуштат ни пари, не знам на која земал субвенции, па од тоа не земат субвенции, така натаму, што не ни помага. Не, сакам да ви кажам за сите, бидејќи овде исто и Манчевско кажа, исто и професорот. Ова што вели Дарко за тоа што дека не сме транспарентни. Државната изборна комисија потранспарентна од сега не може да биде никогаш. Кога јавно има право секој граѓан сега врз основа на апликацијата која е достапна на сите и преку и некој во кафана да седи и може да види каде се наоѓа во избирачки список, кој не се наоѓа, дали тука има починати, дали некој, например, што има сознание дека овој нема лична карта, ајде да видиме што е. Ајде со кој имаме во таа апликација. Тоа беше забелешката на па и таа помага на истото. Само заради јавност. Ние не рековме дека вие не сте транспарентни. Ние не рековме дека не сте транспарентни во делот. Напротив, на почетокот го поздравив и реков дека е многу храбар потегот. Проблем имаме со вашите работни состаноци, господине Јакупи. Вие имате 5 или 6 седници вкупно од кога сте формирани на вакви важни прашања, кои што се успат протоколарни. Тука е суштината. Нема јавни седници, ние не ви ги знаеме ставовите. Ние не знаеме што е кавгата во ДИК. Па и да има кавга, тоа е колективно тело кое што е составено и од експерти и од политичари, односно представници на политички партии. Добро, господине Јакупи, вечерве тука во студиото да го искористиме неговото присуство колку можем повеќе за да бидат појасни работите. Професоре Кусо, бидејќи одиме веднаш на прашањата од граѓаните во студиото. Така, значи, овие 330 и колку илјади се, тоа се све граѓани со речни кажано, unique ID или со еден стоматичен број. Значи, во тие 330.000 нема никакво поклопување да сметаме дека овие 124 се вметнати во тие 200.000 за теренска проверка. Така да 330.000 се апсолутно единствени граѓани кои што се појавуваат во едниот и во другиот список. И јас ви прашам сега тука една многу рационално прашање. Дали е можно некој од почнувајќи од 1.7.2015 година, ако нема трансакциона сметка, ако не е пријавен никаде и така натаму, дали е можно тој граѓанин да е починат? Може. Па зашто да не провериме тие 124, можеби некој причината поради која што не е активен е заради тоа што почина. Со други начини кои да доаѓаме за тие се други начини до кои што се дошле до починатите лица. Тоа се сосем различни работи.
Друга работа е Не е што прашањето да го најдеш дали е починат. не прашањето е да го најдеш дали е починат. Дали е надвор од земјата. Точно, Толку ама е може да е прашањето, Што е молим. проблемот и ако е Прашањето надвор е од што ако земјата? надвор од Што е- земјата, што е значи се проблемот? идентификува со Што е проблемот со и тоа? тоа со астерикс може да се И па добро. Што е проблемот? Па тоа е сакаме. Па ајде да го провериме. Па не е проблем тоа. Ајде да го провериме. Имаме со Не е начини. проблем. Ова е нов момент. Чекајте. Ова не. Ако тоа не е проблем. Не е проблем. Ајде да го Не провериме. е проблем бидејќи Министерството за внатрешни работи е тој орган со кој има евиденција и има надлежност да ги евидентира секој граѓан кој ја напушти земјата повеќе од 3 месеци за да го евидентира. Тој прво сам треба да се пријави, второ на граница може да пополни формулар и трето на ДКП. Сега вие викате дека Молим, граѓаните на па- Македонија па- тоа го прават. ама, чекај сега, Ако вие чекај. мислите дека преку прочистувањето на Граѓаните избирачкиот кои не список го прават сакате тоа, ги казните имат луѓето санкции, со по 500 имат евра, санкции, тука имат мислам санкции дека врз основа на закон. многу лошо имате Тоа го процент. прави, тоа го прави Министерството. Ај вака, Ние не да не се можеме да расправаме откриеме ние, сега. ајде да провериме што е. Ама ве молам, ние Проверете. вршим, Вие проверете што е. Ние Може се ја починати, водиме избирачкиот може се список. надвор, не ја водиме може Министерството на починале во внатрешни странство. работи. Не ја водиме Го матична водевте евиденција. 10 години. Остајте. 10 години го водевте Министерството на внатрешни не, работи не, не. и ги Ако- направивте ду- исти дури овие не, проблеми. Не ја водиме. Овие проблеми се резултат институција на и 10 сега, годишно ако работење сакаме на да оваа збориме власт. на И затоа ги имаме конкретно, проблемите. тогаш- Го Да, криете да, криминалот на власта. Не, не, господине не, Јаков. не, не. Го криете Никаков- криминалот на власта. Никаков Само криминал. момент, ве молам. Со ова, ако не излегува со ова, тогаш Република Македонија никогаш подобро избирачки список и подобро окривање на сите тоа што недостатоци ќе откријат со ова. Само една Токму работа тоа. ќе ве Ако замолам. има Една криминал, работа ќе само замолам. одговорат на тоа што го правиле Ме криминал. молам да не Молам. манипулирате Не, дека некој никако. бара некој да се бриши. Да не Па манипулирате. тоа се бара. Не се бара. Па како не Го се бара? Дали кажавме може многу да- конкретно си. Ние Потекот имаме на методологија Да не одговорот манипулирате. тоа, на бидејќи кој? на вистина Не е нема така, смисла, мора не да е тргнеме така. кон Не е прашањата така. од луѓето што се овде во студио. Дека многу убаво што кажа господинот Јакупи сега дека е тоа уствари работа на МВР. А вие искористивте ли било која од точките на член 9 која го разгледувавте ова прашање за да му наложите на МВР да ги провери овие 124.000? Имаме врз основа на Не е точно. Како не? Вие рековте Како не? дека за ова прашање ќе го сметате за абсолвирано и овие 124.000 граѓани нема да бидат предмет на никаква проверка. Со што? Еве, не сте сакале на терен да ги проверите? Во ред, имате опција. Со Министерството за внатрешни работи кој ги доставил, вие донесовте таква одлука на седницата? Нема што да донесеме така да. Ова е основ со која прво треба се проверат на тие најсумнителните прашања кои произлегуваат. Добро, Чекајте, постои ли во простор? 24 имате- Извинете, само момент. Молам те, Постои ли простор? Ова е прашањето. Не, дали постои, господине Јакупи? Ве молам, чекај. Ова е прашање што во група на кои ние погрешно го утврдивме прашањата на овие Значи прашања. ТИК погрешно утврдила прашање. Погрешно, точно. И ова прашање не требало да биде таму. Ве молам, Ма и ДИК да го кине, па затоа не е предмет. Па вака не може да видите, имаме доверба во избирачкото. Само малку, само да ви објаснам. Државната изборна комисија на подпрашање го ставил во главата државјанин на Република Македонија во странство, а немат адреса во Република Македонија. Тогаш сега, ние со ова треба да му кажеме на сите овие граѓани што немат адреса во Република Македонија. Па тогаш Министерството за внатрешни работи, тие што ни давале вакви податоци, тогаш е нонсенс. Зошто сте го поставиле прашањето? Па затоа, Кој го поставил ова прашање? Па Вие? затоа. Добро, Државната одиме на изборна прашање на Вероника Види, Нацарска. Да слушнеме кои се прашањата на граѓаните после објаснувањето на овој извештај. Вероника, Што е IT сектор? повелете. Моето прашање став не е конкретно на мене кон некој од панелистите, туку сметам дека може да се повика секој што би се сметал компетентен да го одговори. Значи се соочуваме со еден момент каде што нешто што е партиски, не би се осудила да го наречам политички интерес и политичка одлука, бидејќи политиката согласно моите верувања е умешност на добронамерните и умните луѓе, кои што се не толку присутни во овој процес. Како може нешто што е потпрено на целосни субјективни гледишта и представува одлука на некоја државна институција да биде повисоко од нешто што е методологија донесена од IT експерти, водена од IT експерти, предложени
и избрани од самите веќе кажани, и дали понатаму во овој процес кој што е маст за излегување од политичката криза во која што постојано тонеме и тонеме, ќе продолжиме да се поклонуваме на она субјективното. А алудирате на тоа што го рече и професорот, нели, да се гласа за нешто што е факт утврдено. Можеме да го прокоментираме, професорот Васки почне. Да. Ја пак ќе морам да ги повторам моите ставови. За мене, како да ви кажам, понижување вие да работите наобјективно, бидејќи мал број на луѓето знаат како таа проверка изгледа, да пишувате кверија по 10, по 20 страници, кои што на крај ќе ви извадат резултат и наеднаш некој да ви каже ова не ви важи, не е така, туку ние ќе ви дадеме готова бројка, која што вие треба да ја проверувате. И сега, наеднаш, извадена веб страница на која што луѓето објективно може да проверуваат дали ви има или ве нема, и наеднаш ја затвараат од причина која што велат дека Државната изборна комисија нема капацитет да ги прими барањата, кои што се 6-7 илјади, не знам колку беа. Ако нема 7.000 капацитет да направи барање, да прими барања, како ќе има капацитет да извади 200.000 барања за проверка до државните институции, кои што се 30 пати повеќе од оние кои што треба да ги примат. Бидејќи да направите документ е една работа да го извадите, е многу посложено од колку некој да ви го донесе директно, само да му ставите приемно бројче, од практична гледна точка. Така да, Државната изборна комисија во овој случај требаше да биде само нем посматрач и сето она што го побарала во сите 31 прашање не да го усвои, туку да каже еве што сработија нашите луѓе. Значи, менаџерот во еден концерт, замислете како би изгледало тоа на сред концерт да упадне менаџерот и да почне да пее наместо пејачот. Исто би било и овдека. Ангажирате пејач и наеднаш викате нема да пее он, јас ќе пеам, па ќе се отиде публиката и ќе се отиде народот на Македонија, затоа што така прави државата. Нема ние да ви кажеме, нема што да ви кажува техниката, ќе ви кажеме ние, па што сакате правите. Дарко? Граѓаните. Јас го кажав мојот став и во комплетна, значи, согласно со прашањето, да не се повторуваме пак. Повторно ќе кажам, овие 124.000 не треба да бидат па и фокус на целата оваа работа. Тоа зашто треба малку да загатнеме е каков е планот за терен, колку тимови ќе има, колку време ќе треба за таа работа, колку време ќе треба на Државната изборна комисија да го установи прашалникот, затоа што очекувам и таму да има интересни случувања доколку ја отворат седницата. Се надевам дека ќе отворат седницата па да видиме кој со каков став. Не, тоа ќе бидат на работни состаноци, а само ќе го усвоите прашалникот како што оди работата. И како се вика, значи, ајде да видиме и останатите работи што ќе се случува со нив. Нашиот став е јасен. И тие 124.000 заради довербата на граѓаните во овој процес, мора да бидат предмет на проверка. Каква проверка? Има во член 9 напишано, пошто немало потреба да се оди на терен, ако добро разбрав од вечерта на седницата, нека се искористат другите можности кои што се тука на располагање. Меѓутоа, да се... Знаете како? Сега, да не одземам премногу време, меѓутоа, па, може би дури треба да видиме, зошто па да ги проверуваме овие 190.000? Ме разбирате ли сега? Зошто и овие 200.000 да се проверуваат, а зашто овие 124.000 да бидат привилегирани? Не ги ставите во еден кош тие. Не ги ставаме. А не се исти. Значи овие се привилегирани 124.000. Па добро. Па ти реков дека тоа е погрешно ставено прашање со која не може ДИК да држи сега и евиденција кој излегал и кој влегувал, тоа е во министерството. Па таа институција ни го дава нас. Ја повикавте ли ви институцијата да ви го потврди тоа? Списокот се прави врз основа на податоците кои ги дава Министерството за внатрешни работи. Тоа се прави врз основа на регистар на државјани. Господине Купи, со изјавите дека едно прашање е валидно, а друго не, ја девалвирате Државната изборна комисија. Не е така. Апсолутно, како член на Државната изборна комисија, да кажете дека нешто за што сте гласале, дека треба да стои како прашање, дека е предмет на проверка, некаква,
Не мора теренска. Видите А ли? после викате не треба да биде теренска проверка, е девалвација на институцијата. Во парламентарна демократија што, треба да се учиме што е мнозинство, и како се Државната изборна носат одлуките. комисија треба нешто да е Молим те, според па закон. вие го спорувате или не? целата работа на државна Не, изборна не комисија, го спорувам. зашто Вие се спорувате самата. 7-0 е донесено Вие ова сами за се- ова, вие со самите која се негирате ништо себе. не откриваме. Вие самите се негирате И после себе. тоа, сега, се е донесено со 9-0, се е со консензус и за ова сега Вие треба се пребројувате учиме се ние уште на таму по парламентарна политичка демократија. линија. Парламентарна Целата демократија поента е на тоа. државната изборна комисија беше дали е нешто Не е согласно законот или не е. Согласно А вие ако законот. терате политика, Согласно законот. продолжите да терате. И Ако државна покривајте изборна го комисија криминалот на Никола има право Груевски. да ги Продолжите да бриши го покривате. сите тие граѓани кои Продолжите се да го запишени врз основа на сите Никој не регистар бриши ништо. на Пак граѓани. манипулирате. Ма, молим, Пак не манипулирате. манипулираме. Пак манипулирате. За тоа се е прашањето. Заради тоа што тие имат валидна патна исправа, валидна лична карта. И Така е. државна изборна комисија ќе Така оди е. сега да ги провери, да ги најде каде. Па и Не кој е дојде? тоа, не е така. Само Видите, нешто, има па едно ние прашање кое сакаме што да виси правиме нешто што не е во ред. Не е во законот. Само едно прашање кое што мислам дека виси во воздухот е многу битно и тоа е следниот чекор. Значи покрај теренска проверка административна било каква. Многу е интересно државната изборна комисија ни каже како намерава одредени граѓани кои што ги се утврди дека да речеме не постојат. Како ги се избришат? Од Господине списокот. Манчевски, Од кој не постои? не преземајте туѓи улоги во емисијата. Овде, она што е клучно е да му даеме простор на прашањата на граѓаните кои се појавија по објавувањето на извештајот. Следно прашање Светлана Василевска. Повелете. Ви имате конкретно прашање за конкретен случај, ако не се лаже. Да, јас точно имам прашања поврзани со ова. Прво, 18 години мојот сопруг е починат. 10 години го имаше во списоците за гласање. Јас на комисијата за гласање им предочував дека е починат. Ние не сме за ова, ние не сме за ова. И тој 10 години фигурираше како човек што може да гласа. Значи, неговото ливче стоеше. Второ прашање. Имам син кој живе во странство. Наш државјанин е, видов дека го има во избирачкиот список и сега јас му реков да се јави во амбасадата да каже дека не е во државата и дали изборната комисија ќе биде толку ажурна да провери овдека дека не е тука и неговото ливче, односно да не нема гласа, можност така да за гласа во амбасадата. Така. Господине Јакупи. Може на двете ќе одговарам на госпоѓа Светлана, што прво се работи за сопруг починат, со кој вика дека 10 години е на избирачки список, но сакам да дознам дали е сега веќе во избирачки или не. Порано, точно така. Од тогава 8 години. Значи не е во избирачки список, со кој сите граѓани на Република Македонија, кога значи му се случува починато лице, треба да го пријави во надлежен орган, со која потоа Државната изборна комисија ги зема сите податоци од матична евиденција и од Министерство за внатрешни работи за да брише некој од избирачкиот список. Има недостатоци со која не ги вкрстуваат на време матична евиденција со Министерство за внатрешни работи и сме имали случај и има пак случај што може да не се појават дека може над 3000 или 4000 да бидат починати лица, а уште фигурират дека стојат во избирачкиот список. А има уште 30 на илјади кои што ќе се проверува. Тие се добри. Не се починати. Добро, треба да се еве да провери. не шпекулираме. Дали системот не чини? Не, дека системот не чини. Системот е добар, значи. Имавме уште едно прашање од господјата. И од 2013 година Државната изборна комисија донесе одлука со која сите тие граѓани кои се државјани на Република Македонија, меѓутоа не имат валидна патна исправа или лична карта со важноста
тогаш ги избришав. Не ги избришав, не ги запишавме во избирачкиот список над 125.000 гласачи. Добро, значи не Што може да се значи злоупотреби дека тука првиот случај. можеле има и починати лица, не ги пријавиле или неажурно од страна на органите и тогаш значи се намали тој голем број. Второто беше за синот. Да. Синот во странство, тукму тука се поврзува со 16-ката. Значи, тој има право да биде во избирачки список и тој не може да биде бришен од избирачкиот список, бидејќи тој е државјан на Република Македонија и има патна исправа валидна. И сега, ние не можеме да го извлечеме, да го значи да не го запишеме во избирачкиот список, зашто синот се наоѓа надвор од земја. Што е предноста на синот сега? Тоа има две. Или на денот на гласањето ќе дојде во Македонија и ќе гласа на гласачко место каде има живеалиште, или ако се пријавува со активната регистрација да го искористи правото на глас во земјата каде живе, може тој да се пријави и ние ќе го повлечеме во овој избирачки список, ќе го ставиме во тој избирачки список каде тој се пријавува во изборна единица 7, дали во Минхен, например, ако е во Германија, дали во Италија, во Венеција или во Рим. А што е и така опасноста во овој случај? Видите, Ништо не е големата опасност која што фактички, тоа сега да кажем, овие Извинувам, тоа ми е и прашањето. Дали изборната комисија може тие 124 лица кои кај живеат да ги пронајде и да најде дали ќе дојдат или не доаѓаат? А она ви беше добро. Дали МВР на излезот од државата има формулар со кој кажува дека ќе престојува 3 месеци, 6 месеци или 5 години и тоа држи место. Дали тоа ВМРО го има? Не знам. Така е што треба секој граѓанин има врска со закон да се пријавува. И Министерство за внатрешни работи ги евидентира под Д. Што значи тоа? Тоа е диаспора. И меѓутоа, тие ни ги испратат нас со тоа значи што имаме податок дека тој се наоѓаат во диаспора. Моментално во список на Државна изборна комисија стои негде над 78.000 дека со таа евиденција. И што значи? Дека дали има за сите? Не. Токму е така. Значи, Министерството треба ова да го прави секогаш, значи, кои треба да пополнат формулар. Не е во надлежност на Државната изборна комисија и заради тоа не ми е не постапуваме за овие 224. Само накратко, нешто што е големата опасност фактички со оваа категорија на граѓани. Години назад, единствени кои што имаа реална информација кој е во државата, кој е надвор, беа криминалците што беа на чело на Министерството на внатрешни работи и ДПМН. Овие граѓани се најголем предмет на евентуална можна злоупотреба на нивниот идентитет, односно некој да се појави со лажен личен документ и да гласа во нивно име. Затоа е нашата загриженост. Апсолутно, пак ја нагласам, никој не ги брише овие граѓани. Сакаме да го заштитиме нивното право, нивното уставно загарантирано право на нивниот глас, да никој не им го краде нивниот глас. Ова е заштита против кражба на гласот. И затоа бараме да навистина се проверат кој од нив се во државата, кој не се. Ако не се во државата, а евентуално се обиде некој да гласа наместо нив со лажен личен документ, треба да имаме малце поголемо внимание од сите присутни во избирачкиот процес. И Банчевски, сепак овој извештај е усвоен од страна на Државната изборна комисија, вие не се повлековте процесот, ќе дојде ли негоја ситуација сега да се направат сите овие теренски провери, се да се постапи како што треба, а вие потоа се повикате на 124.000 да кажете дека не е во ред? Ние сега се повикуваме на 124.000 и бараме апсолутно Државната изборна комисија да се изјасни што ќе прави со оваа категорија на граѓани. Како ќе ги провери? Административно ли, теренски или на друг начин, никако ли? И како ќе обезбеди заштита на нивното право на глас, заштита на нивниот идентитет. Еве во ред, ова не врши работа. Што врши работа? Видите, за да вие нема сами сомнеж, кажувате дека овие треба да бидат во избирачки. Така се согласуваме тука. Така. Значи треба да бидат во избирачки список. Ги исполнуваат сите услови. Каде е проблемот сега? Тоа што викате во јас не ги викам криминалци без разлика, секој во институции како работат. Значи
Има обвиненија за тоа. Добро, нека органите ќе ви го прават своето. Само да побрзаме малку. Само да објасниме сега. Тоа е проблем. Можеме уште доста прашања. Јас се занимавам со ова материја, имам докторат направен со која треба да дојдеме во. Повелете, само колку може поконцентрирано. Што е како ние да се заштитиме во со туѓ идентитет и да гласа. Тогаш кој може да оди? Со тој лична карта патна исправа е негова, само тој ја поседува. Друга лична карта, ако прават фалсификат лична карта, со некој слика на некој друг и да оди да гласа, тоа значи ние направивме со ова видлива боја, па после со UV ламба, не знам што, за да не одат некој да гласа наместо него, наместо друг и така натаму. Ова е, знаете како да го спречиме? Тоа се ојакнање на избирачките одбори, со кои не може со друг идентитет да оди некој друг да гласа за некој друг. Второ, ние се обидавме, јас предлог мој беше, за во преговорите, на пример, ако сака Државна изборна комисија да прави избирачки список и да биде надлежна за тоа, тогаш ќе направиме избирачки легитимации со слика, со сите податоци, што може само Државна изборна комисија да ги издава тие, и да стави во секое гласачко место со кое треба се чита таа избирачка легитимација и врз основа на тоа само се прави избирачкиот список и врз основа на тоа мора да гласа. Прв пат го слушам, вашите представници во преговорите ниеднаш не го спомнаа. Добро, јас како кажам ова мој мислење како вашите представници беа против активна регистрација, против целосна теренска проверка, сега се против деловната теренска проверка. Но начин ќе се бара тоа да се реши. Сега да одиме на она што треба да биде јасно пред граѓаните на оваа држава, како ќе се прочисти избирачкиот список, како ќе одат теренските проверки, дали се потребни законски измени кои ќе ги брише фиктивните гласачи, доколку ги има, исто така ќе ве замолам концентрирано што е можно појасно тоа да го објасните, а вие господа, врз основа на тоа што ќе го каже господинот Јакупи, дали мислите дека по сето ова ќе се фатат роковите да се оде на избори на 5 јуни? Државна изборна комисија е во втора фаза сега, со која се спремаме веќе да одиме прво за овие над 100.000 со кои треба да се оди на куќа до куќа или по секој гласач што имаме евиденции што треба се проверат, да се пополни прашалник на начинот како е формулиран. И ние имаме веќе подготвени групи кои треба да анкетари, исто така тука ќе бидат вклучени Колку се ве прашува, Дарко? Ние веќе имаме над 700 анкетари обучени, со кои овие 2 дена ќе имат дополнително обука, како на начин обичен формулар како се пополнува и тие групи ќе бидат на терен со која многу брзо ќе го направат сето ова што е треба на терен. После тоа анкетари. Да, а по потреба може и повеќе. Така да во ова фаза друга денеска ние усвоивме исто така барањето со која треба да одат на институции, на Министерство за внатрешни работи и за матична евиденција, кои треба одма од утре да започнат со проверката на списите со кои ги имаме како евидентирани спорни и што треба да направи врз кои основи. Трето, што исто така во Државна изборна комисија се работи за извештајот кои ни доаѓале од апликациите, тие се над 6795. Тоа се приговорите од граѓаните. Исто така, сега да му одговорам и на Дарко зашто беше заклучено и ова и сега или немате капацитет. Не. Државна изборна комисија нема тоа право да му се дава на секој граѓанин или гласач да се забелешките да ги стави под апликацијата. Туку само врз подрачните единици. Така е законот. Ние тоа го правивме само тие забелешки да видиме на граѓаните да возможиме да ни помагат во процесот на
и каде се тие. Добро, ве молам само уште ова, затоа што мора да добијат збори другите точно. гости, Меѓутоа само сакам да ви кажам дека повеќе од 3700 се лица не живеат на оваа адреса, а нема податок дали има живеелишта на територијална претпоставки. Овие само претпоставки, а нема доказ. Врз основа, без доказ, не може Државна изборна комисија да разгледа нешто. Тоа се приговори кои што треба да ги провери Државната изборна комисија. И ови ќе ги ставиме ние и ова за проверка во надлежните министерства, со која ќе имаме таа комуникација, со да ги отклониме сите овие што се појавуваат. Како ќе се бришат фантомските гласачи? Нема фантомски гласачи. Доколку се покаже дека има, нели? Допрва следи теренска проверка и не велам јас дека има, меѓутоа може да се покаже дека има. Не, па така е. Ќе видиме каков резултат ќе има. Фантом гласачи треба тој што не постои. Фантом. Нешто не постои. Да го измислуваш. Сега, ако не, сега два пати тоа е друго. Добро, да го преформулирам, ако дојде до потреба... Тоа е нерегуларност. Не, да не губиме време. Значи, како ќе се бриша доколку има потреба да се бриша? Не, бидејќи ова се прави ова фантом гласач, не е фантом што злоупотреба один за кој друг глас. Ако е регистриран фантом гласач, тогаш е поинаква процедура. Значи, нешто што не постои. Му даваш државјанство на некој што не постои, му даваш лична карта на некој што не постои, му даваш патна исправа на некој што не постои и му даваш живеалиште на некој што не постои. Тоа е фантом. А вие што гласат два пати, како ги испречите? Тоа е друго. А вие отпустец како ги испречите? Тоа е друго. Тие се отпустец, јас сум тој што повеќе сум кажал и сум давал и аргументи, или 2013 и 2014 година. Ништо не сте направиле, сте давале аргументи. Не можеме вие да направиме. Вие бевте одик. Па сега имате вие министер и нека ги бриши. Така. Значи 10 години вие што сте правиле криминал, ние ќе го избришеме, не се секирете. Ќе го избришеме многу криминалот. Многу криминалот. Ако утврдат Добро, јас одам понатаму, значи ве молам дали вие мислите дека ќе се стигне со доколку е таа целта, нели, да се дојде до еден релевантен избирачки список до договорениот датум за избори, кратко, па господин Дарко, па професор. Ако има политичка волја, може се. А ако почнат сега повторно, ваму ќе се одинаде, ова ќе се проверува, ова нема да се проверува. Ако повторно влезат ДПМН и ДУИ во комбинација, во договор за одложување на фер и демократски избори, да ве потсетам, тврдеа, господин Јакуп и вие, дека до 24 април се исполнуваат сите овие рокови. Сега не ги кажувате сите овие сложени операции. Баш ме интересира на 21 март сме денеска, како не убедувавте пред еден месец дека ќе се стасат избори на 24 април. Затоа вака, сакам да ја прашам и следно. Што ќе правите и дали имате информација дека СДСМ достави до вашите подрачни канцеларии на ДИК наши наоди за над 114.000, според нас, не викаме дека е тоа апсолутна вистина, имаме спорни гласачи. Што барате за доказ? Додам кај човек што е починат и да ја побарам на неговата сопруга по смртницата и ја донесам. Ова ви е само изговор. Па не е само да за да не постапувате. Ова ви е изговор за да одите на избори со истиот избирачки список. Немате волја да го прочистите избирачкиот список. Јас сум представник на политичка партија, представник на граѓаните, кој што ја прашува конкретно прашање. Како ги бришете граѓаните што не треба да се на избирачкиот список? Не одговарате. Не одговарам. Не одговарам, не е така. Не одговарам. Затоа СДСМ ќе продолжи да држи отворена линијата, граѓаните да продолжат да поставуваат, да ги прилагат неправилности. Јас сум представник на политичка партија. Не е така. Господинот Алексов. Ќе ни дозволите да го мониторираме процесот на теренски проверки? Како да не? Да. 4 политички партии имат своји овластени... Само спрашувам. Поднесете барање, ќе го разгледаме. Не, вие дали сте за или не? Па прва не можам ја да кажам, има председател, има 9 членови. Не, вие како Суки Јакупи. Јас? Да. Да, за сте? Јас сум за. Имаме еден глас. Дарко, бидејќи не добивме, извинете, бидејќи не добивме одговор дали доколку дојде до потреба од бришење на запишано во избирачкиот список како тоа ќе се прави, што велите вие? Кои се начини? Треба да се сменат неколку закони. Треба да се овозможи со закон за општа управна постапка, значи да се интервенира во законот за да се овозможи на органот кој што ги издава личните карти и така натаму поефикасно да може да го поништи она решение за кое што ќе се види дека е
Зашто се овие закони не? Има, значи, ќе дојдеме повторно, господине Јакупи, у дупло читање на законот, едните ќе викаат смее, другите ќе викаат, значи, мора прецизно да се направат тие одредби, и не само во тој закон, треба малку да се интервенира во закон за живеалиште и престојувалиште, затоа што можно е да има и таму проблеми и со тој закон, и малку мораме конечно да им ги појачаме ингеренциите на Државната изборна комисија, за да не ни вика на секој вакви избори дека она нема овластување да го прави тоа, па да и дадеме и на ДИК по службена должност, ама и со конкретни случаи да може да не да ги избрише, туку да не ги запишува на избирачкиот список оние граѓани кои што на база на оваа лекција која што сите ја научивме. 330.000 луѓе по 30 различни основи се проблематични одека. Дали ќе се барат измени на закони, да или не? И јас не мислам така. Затоа што нема време, тоа треба многу брзо да се направи. Законите ние може не ги применуваме кога не сакаме или кога сакаме. Законот треба се применува точно и како што треба да се применува. Има време за сите по овие законски одредби и да се запишуваат, и да се бришат, и да се дополнуваат. Тоа значи дека не е пречка во самите закони. Тука, тоа што кажува малце треба во живеалиште, престојувалиште, тоа е малку со која ние немаме ограничено во еден вселив стан колку граѓани може да живеат. И така го направиле, го искористиле тоа можност и сега со договор на закуп може да запишеш во еден стан со 60 квадрати колку сакаш. Меѓутоа тие се слабости на законите. Јас и тука скептичен сум зашто кога имаше изборното законодавство со која имавме многу реформи, не се офатени неколку закони со кои ние ги детектиравме. Меѓутоа, јас не можам сега да бидем тој законодавец. Јас применувам позитивната законска регулатива со која веќе ја имаме. Пред нас стои сите овие, а ако сакаме позитивно да делуваме сите органи на државата што функционират, и ова преодна влада, со која само за избори, да помага во сите овие, ја мислам дека многу ќе бидеме ефикасни. Ќе му одговорам зашто до 24 дали ќе бевме подготвени со овој. Значи, со една реченица. Да. Бидејќи, добро, секој има право да се смее, меѓутоа јас кажувам тоа што треба да се прави. Ако политичките партии го кажуваат дека се слагат, ние до кога може да правиме измени, запишување, дополнување, бришење на податоците од избирачки список, се до заклучување на истото. Тука малку и СДСМ во тој период кога за кој што зборуваме рече еве нека се направат реформите во медиумите и тоа прифаќаме дека може да се заврши ако добро се сеќавам, но професорот мора да добие збор. Дали мислите вие дека после сето ова тука што го зборувавме може да се стигне со рокови да се оди со прожитен список? Малку ги до изборите. Извртавме работите вечеро, испаѓам дека избирачки список е на господинот Јакупи, сега треба ние да се па така испадна. Имаме потреба од одговори од така испадна дека треба он да го брани. Значи избирачки список е избирачки список на Република Македонија. Не на Република Македонија, и Република Македонија како некоја суверена сила и дава право на граѓаните да тоа што Државната изборна комисија нема добиено овластување да брише и тоа што никој нема овластување да брише, туку само управен суд, е проблем на процедура. Колкото е проблем, сите ние сега се чудиме како да го решиме и мислиме дека кој знае што треба да направи, треба да смениме само закон. И да кажеме, Државната изборна комисија има право да брише. Па да видиме они колку се мажи, тие 124.000 нека ги остават, тие 200.000 нека ги избришат и да видиме, ако ќе излезат со избирачки список, да кажат, ние го направивме тоа, заради тоа што вие ни дадовте на нас овластување тоа да го правиме. Се до тогаш, ова замајување, политичка волја, неполитичка волја, овој требал да иде на пат, не дошол, овој имал боловање, овој требал свадба да прави. Тоа се манипулации со кои што вие може да одите не овие, нема да ги стасаме ни наредните избори од 2017 година. Редовни избори нема да може да одржиме. Затоа, ако се, има и жени до душа таму, меѓутоа, ако се мажи, ќе им дадеме овластување да ги завршат работите како што треба, да бришат под тоа некоја клаузула дека
пак ќе оставиме одреден мал период у кој што граѓаните ќе може да вршат некакви интервенции заради тоа што они ги избришале. Се до тогаш ова шминкање, ова шминкање на процедури има еден вид кога го прашува жената мажот дали убава па лепо убава на шминкана или не на шминкана. Они вели тебе само пластична операција ти помага. Значи се додека вака се играме со шминкање, ДУИ било, СДС криво, ВМРО било криво, никој пат нема да имаме избирачки список. Две реченици. Говориме за процес. Ако сега глумиме дека процесот и системот функционираат, после 5 јуни, доколку се стигне, уште еднаш ќе кажам, доколку се стигне да се заврши работата и има избори, вака како што гледаме и роковите како што се пробиваат, ќе мора да оставиме малку кредит и време да видиме што ќе се случи. После 5 јуни никој нема да збори за избирачкиот список. Да. Завршуваат изборите и завршуваат. Една работа мора да ни е јасна. Ако во овие 14 години граѓанската асоциација МОСТ, започнувајќи од 2002, кажува дека имаме проблеми со избирачкиот список, ова е кулминација и ова е доказ материјален, научни доказ, дека избирачкиот список не чини. Ама не е избирачкиот список проблемот. Проблемот е системот. Додека немаме сериозни интервенции во системот, додека немаме, значи, поврзување на институциите, сите институции да говорат на исти јазик, Државната изборна комисија на следните избори повторно ќе има баби, жирафи и се останато, не баби, него носорози и жирафи измешани од различните институции, ќе имаме оваа иста дебата во ова исто студио, ќе бидеме една година постари и ќе ги разговараме истите овие работи и повторно ќе се караме за довербата во избирачкиот список, односно во изборниот процес и неговите резултати. Сега имаме еден предизвик да слушнеме две прашања. Јас ќе ги замолам Ивана Туфекџиќ и Јасмина Милевска колку може по-кратко да ги постават прашањата, бидејќи нашите гости ќе имаат само по една минута да одговорат. Најкратко, и прашањето се однесува до членот на Државната изборна комисија. Дали Државната изборна комисија после завршената, значи, теренска проверка, од која ќе увиди очигледно таму имате категорија повеќе од 20 гласачи во една куќа и не ги најдете таму, дали ќе ги предадете материјалите на специјалното јавно обвинителство со како доказан материјал за понатамошна истрага? Државната изборна комисија врз основа на ова што го прави, не прави дали тие, ако живеат над 20 гласачи, молим, ако живеат во една куќа над 20 гласачи, не значи дека тие немаат право да живеат. Што значи? Ние сакаме да ги најдеме дали тие живеат во таа куќа. Не, во ред. Ако не живеат, исто прашалникот дека ќе бидат специјалното јавно обвинителство има предмет. И после тоа, ако специјалното јавно обвинителство мисли дека од овие сознанија што ние откриевме, има потреба за такав доказ, зашто да не му даваме? Нема проблем, ние соработуваме со органите. Дали вие по службена должност ќе им префрлите на специјалното јавно обвинителство докази со оглед на тоа дека предметот се базира на 35.000 лажни лични карти? Не. Ние го правиме јавно, ако имат дали суд, дали обвинителство, дали некој друг орган, полиција и не знам што, тие се отворени со кои ќе се кај нас ќе го барат службено и ние ќе му доставиме. И ние сега соработуваме со јавното специјалното јавно. Сите што беше потребно, сите што го побарале ним, ние му доставивме. И затоа не сме кривици на тоа. Државна изборна комисија отворена и соработува со органите. Дали е тука Јасмина? Иванчиќ. Извинете. Према почтата е, према имејл. Извинете. Не е проблем. Добро вечер на сите. Јас доаѓам од Битола, еве малку да ја релаксираме ситуацијата. Би ве прашала колку и дали ќе влие избирачкиот процес, значи кристализирањето на избирачкиот процес, врз забрзувањето на процесот на евроинтеграција на нашата земја. И уште едно прашање до професорот. Знам дека е компетентен, а вие знаете дека сите закони се носат во парламентот,
значи ги носат луѓето од владеачката гарнитура. Како очекувате да се донеси некој закон внатре кој нема да им одговара и ќе направи промени? Значи самите ги носат законите. Судијате, како беше она народната? Кадијате тужи, кадијате суди. Веројатно како реакција на тоа што велите не политичка волја, туку треба вака и вака да се постапи. За да се промени Имаме законот... завршни по 3-40 секунди обраќање од професора, од вас почнувам. Законот јасно ми одговара. Благодарам, јас. Благодарам. Професор. Значи, како велат, ние може да збориме, паметни луѓе зборат за идеи, останатите зборат за настани луѓе, а не би можел да зборам за други луѓе кои што треба да донесат закон, иако имам многу добар, односно многу јасно мислење за тие луѓе и кои што носат закони, кои што носеле закони предходни и така натаму. Компетенцијата нивна правна не ја гледам, пак ќе ви кажам, ако сакаме да бидеме држава и ако сакаме да имаме прочистен избирачки список, треба во наводници да застанеме машки. Сето тоа карикирање, сето тоа манипулирање со тоа дека еве многу сме блиску до цел, таму уште ни фали еден мал дел кој што сите ние не знаеме каде е, па сега го бараме по фиоки, дали е во ДИК, дали е во МВР, дали е во таа институција. Тоа е веќе замајување. Ако сакаме да имаме прочистен избирачки список, собрание ќе седне и ќе даде ингеренции на Државна изборна комисија. Бидејќи единствено таа ни останува во моментот, така ни е дадена со системот. Дарко Повелен. Кратко. Пред нас е период во кој што треба да се обучат 700 анкетари, како што посочи господинот Јакупи, за 2 дена. Ве молам, испратете ни покана, сакаме да дојдеме да видиме како изгледа тоа. Значи, у 2 дена како се поминуваат 700 луѓе. Предходно, веројатно, ќе треба да направите и прашалник за различните евентуални проблеми. Не може да се оди со еден прашалник на терен. И исто така е многу интересно да видиме колкав ќе биде интензитетот на не прифаќање да влезат анкетарите во куќите и како планирате да го надминете тој проблем, или така наречен non-response rate. И исто така е многу интересно да видиме дали членовите на политичките партии на кои што ќе им овозможите да го следат процесот, а се надеваме дека и нам ќе ни овозможите да го следиме процесот, ќе може ќе ја знаат доволно добро процедурата, па они да не прават обструкции во процедурата, затоа што колку што е важно анкетарот да знае, исто така многу е важно и тој што ќе го наблюдува процесот да знае, за да нема проблеми. И исто така со исклучителна значи трпеливост ќе го сакаме да го проследиме и моментот на внес на во база на податоци за недоследности евентуални, односно тие прашалници за 100.000 луѓе за колку време ќе може да се изработат. Значи, само молиме во наредниот период да не ги релативизираме работите. Ова е една огромна операција, која што, ако се случи со импровизации, сериозно ќе влијае на довербата на избирачкиот список. Дамјан, 3 реченици имате, извинете. Продолжам многу кратко кај што застана господинот Алексов. Се надевам дека ДИК нема да ни побара утре да дадеме 700 наблюдувачи на теренската проверка. Видете, сосема на крај. 330 над 330.000 се спорни, сомнителни гласачи на избирачкиот список. Нема потреба повеќе ништо да зборуваме. Во Македонија имаме нелегитимно избрано собрание, имаме нелегитимно избран председател. Имаме нефункционалност на системот. Но тие ќе се проверуваат. Дел од проблемот лежи и во Државната изборна комисија. Да не забораваме дека поранешни и сегашни членови на ДИК беа повикувани на разговор во специјалното јавно обвинителство по однос на предметот за сторничко здружување за изборен криминал. Во Македонија не функционира системот. Потребни се огромни промени. И не е само во овој дел. Господин Јакупи, дали ќе одговорите позитивно на оно што ве замоли господинот Алексов? Па Алексов ја следи процесот и добро што има сознание што треба да правиме, тоа веќе ги размислуваме, не само веќе имаме став сето тие како да бидат пренесени и изготвени сме и медиумска кампања да правиме, веќе клипот е направен, тоа брзо ќе биде и на нашите медиуми доставен.
со која ќе бидат подготвени да го примат позитивно ова решение граѓаните на тие кај одиме, бидејќи треба да се прави позитивно прифаќање дека да ние дел од таа кампања. Молим те. Значи граѓаните да не мислат дека одиме да ги бришиме тие од избирачки список. Не, јас мислам дека никој граѓанин ние одиме што има од разни сознанија. Тоа е во интерес на сите граѓани и за нивните гласови. Да не ги уплашиме граѓаните дека ако одиме тамо ќе ги бришиме, ќе му земеме и пензиите и така натаму. Ние сме дел од таа кампања, само ве прашав доколку нема да влезат. Значи се надевам дека имате план, ништо лошо не кажам. Така да ние мислиме дека треба и Државна изборна комисија и другите органи што треба да помогат во овој процес, медиумите исто така, со кои ние ќе соработуваме се сите овие, со добри обучувачи и на граѓаните да му биде јасно дека ние не одиме тамо да бришиме, него туку само проверка на податоци кои произлегувале од сето ова операција, со која тие да одговарат позитивно на сето тоа што е побарено од анкетарите и мислим дека сите тоа ќе се проследи и дека на крај ќе дојдеме во еден точен избирачки список и на крај ние што сме постари тука по функција во Државната изборна комисија ќе бидеме горди ако нема многу недостатоци во овој избирачки список, ние како Државна изборна комисија многу сериозно се пристапиме на сите ова операција, бидејќи е услов исто така избирачкиот список да биде кредибилен од сите граѓани, од политичките актери кои ќе учествуваат на изборите, а исто така не само избирачкиот список, Државна изборна комисија работи на сите своји надлежности за да спроведе фер и демократски избори. Колку ќе биде тие кредибилни, не зависат само од Државна изборна комисија, зависи од сите институции, а и самите политички партии се свесни колку се значајни овие избори за да бидат фер, демократски и кредибилни за нашата држава, бидејќи тоа ни е услов за и од Европската заедница. Ја мислам дека ќе успееме, не успееме позитивно да решиме. Што бевте гости во Отворено, имавме доста прашања, се надевам дека успеавме да објасниме некои од дилемите. Благодарам и на граѓаните кои што навистина во голем број вечерва беа во студиото. Вие пријавете се за учество во емисијата на тој начин што ќе го пополните прашалникот на профилите на Отворено на социјалните мрежи Facebook и Twitter или со јавување на телефонскиот број 077 508 843. Поставете го вашето прашање, ние ќе го организираме вашето учество во студиото. Се гледаме следниот панелник.